Оваа година ќе имаме, се разбира, квалитетни песни со оглед на тоа дека и понудата која беше во опција ни овозможи да избереме 20 квалитетни песни. Песната не зависи само од мелодијата, песната зависи од текстот, песната зависи од аранжерот, песната зависи од продукцијата, песната зависи од изведувачот. Така да во таа смисла сметам дека оваа година ќе имаме можеби едно-две скалила повеќе од оноа што го имавме минатата година. И мене ме радува што ете и оваа година и градоначалникот, и општината Валандово, и Министерството за култура помогнаа да се продолжи оваа мисија на одржување, на поттикнување и на едноставно и на помош во однос на изборот и на автори, и на помлади автори од сите генерации, пејачи од сите генерации, за оние кои некои викат дека се звезди, всушност сите се звезди, зависи во кој момент ќе светнат, односно во кој момент ќе згаснат, така да имаме многу и помлади интерпретатори. На мое големо вака задоволство се појавија луѓе кои сакаат да учествуваат на Валандово и сакаат да се представат. Валандово им нуди извонредна можност да добијат песна и со таа песна практично да бидат први нејзини промотори и изведувачи, да биде нивна песна и со таа песна понатака да го продолжат својот тек во кариерата. Внимателно ги одбиравте песните со оглед дека авторите се обиделе на некој начин да понудат со некое мешање од надвор, но сепак се обидовте да задржите таа уметничка нишка на Фолкфест Валандово. Квалитетни ли беа, имаме ли нови автори, креативни ли беа во своите понуди авторите македонски? Авторите, како автори, знаете како секој од нив има амбиции да направи најдобро. Никој, се разбира, не би се обидел да направи нешто со што би сакал да пројде туку така. Секој прави да направи најдобро. Во таа насока сите тие подлегнуваат под влијанија кои се надворешни и знаат да ветнат надворешни влијанија. Сите сме сведоци на времето во кое продукцијата има извонредно влијание и голем терет е всушност за нашите можности, затоа што светската продукција не може да се изведе на нашите простори, немаме едноставно такви можности, меѓутоа и нашата продукција и сето тоа што авторите го нудат во својот приод, во иновациите што сакаат да ги понудат, млади генерации нудат нешто ново, постарите генерации се обидуваат да останат во духот на традиција малку повеќе. Во секој случај се обидувавме да го извлечеме сето оноа што може да се извлече, што може да представува и дел од одржување на традицијата на фолклорниот идиом, да биде осовремено и да биде дадена уметничка димензија, тоа да биде дадена онаа димензија која на уметнички план ја поддржува сета онаа и академска димензија во природот и во оформувањето на композицијата. Млади автори, млади пејачи, интерпретатори може да видиме на Фолкфест Валандово. Што успеавте ли да направите на симбиоза на искуство, но и на амбициозни млади автори и млади интерпретатори кои што секако ќе застанат на сцената на Фолкфест Валандово? Апсолутно. Секогаш било идеја да се донесат нови имиња, затоа што ние не можеме да парираме по бројот на изведувачите на некои наши соседи, затоа што се разбира и Македонија како држава е мала држава, нема таква понуда, ја нема таа продукција која ја снема практично со снемување на македонската продукција на македонската радио телевизија, така да Валандово остана центар на збиднувањето на сето оноа што на овоа поле на фолклорот, на новосоздадената македонска песна се случува овде, а младите автори се гледам дека се со голема желба да се представат, затоа што на овој начин ова представува еден момент со кој тие понатака во својата понатамошна работа може да се представат. Тоа што имаме и помлади автори, постари, сите тие црпат искуство од постарите автори. Иако тие ги нема овде, тие со духот се присутни, затоа што тие го донесоа духот на Валандово, го направија духот на Валандово, помладите го црпат тоа и се разбира сакаат да се потврдат, да го надминат доколку е можно. И се разбира, надевам дека ќе успееме и оваа година тоа да го направиме онака како што е потребно. Глиших, репер или успешноста се мери доколку некои песни со години се интерпретираат. Сметате ли дека годинашен фокус на песни ќе бидат пеани со години?
Тоа зависи од генерациите, меѓутоа зависи пред се од медиумите. Медиумите се тие кои треба да направат да некоја песна биде повеќе или помалку емитувана и дали некоја песна ќе стане хит или нема да стане хит, тоа не зависи само од еден настап на Валандово, туку зависи од сето оноа што понатака ќе се случува со таа песна во презентација на автор, на изведувачот и во презентација на медиумите која треба да ги користи песните, едноставно во насока на потврда, затоа што песната е еден голем дел од идентитетот на државата. Така да сметам дека на тој начин ќе се постигне сето оноа што очекуваме да се постигне, а очекуваме од овоа Валандово, очекуваме навистина многу.